Добри ли сме? Среќен празник. Дали сме добри? Браво, супер е. Убаво е да кажуваме дека сме добри. Добре дојдовте на неделната богослужба на Христијански центар 490 и како многу пати што знам да кажеме тука, добро е што можеме да бидеме заедно, добро е што можеме да се собираме со една цел, да му даваме слава, чест, почит, благодарност И љубов на нашиот Спасител Исус Христос. Амин. Гледаме дека нагоре времето е топло, Скопје е празно, но нашите срца се полни, бидејќи ние ќе сме тука и ќе го славиме нашиот Бог. Амин. Пред да започнеме со славењето, можеме убаво би било да отвориме оваа богослужба со молитва, да бидеме слободни, можеме сите заедно да станеме, да се молиме, да го благодариме на Бог, на нашите срца се тука, но да бидат присутни. После тоа тимот може да пусне со славење. Татко ме небесен, фала ти за овој ден, но фала ти за сите денови во нашиот живот, кои што ти ги имаш замислено и ни ги имаш дадено по твој совршен план. Фала ти, Господи, за секој еден поединечно кој што е во оваа просторија и за тие кои што не гледаат на социјалните мрежи. Фала ти, Господе, за тоа што ти си нивниот Бог, Татко. Фала ти за тоа што ти се грижиш за нив. Фала ти за тоа што се грижиш за нивните срца, Господи. И, Господи, твојата благодат излеана врз нас, Господи, е толку силна што ние, Господи, ја даваме околу нас. Фала ти, Господи. Фала ти за нашите молитви кои што ги молиме во текот на животот. Фала ти за исполнетите молитви, Господи, во името Твое. Има сила кога праведникот се моли. И ние се молиме, Господи, за тој што треба да се исцели, во името на Исус да се исцели. За тој што има проблеми, дека си одат, Господи, но ќе дојдат и нови, ама нашата надеж е на Тебе. Фала ти, Господи, за секоја разочараност што ти ја зема на крстот, Господи. Фала ти, Господи, што толку ја сакаш Твојата црква. Фала ти, Господи. Фала ти за децата, Господи. Фала ти за децата кои што се присутни тука, Господи. Тие се Твои деца, Господи. И ние ги воздигаме пред Тебе и Те благодариме за тој дар, Господи. Ти благодариме за сите деца кои што се во оваа црква. Знаеме дека Твојата рака е врз нивниот живот. И кога родителите не можат, Ти си таму, Господи. Кога мислиме дека е крај, за Тебе е почеток. Фала ти, Господи. Фала ти за се што правиш во нашиот живот. И кога не гледаме, Ти работиш. Ти си толку прекрасен Бог. Фала ти, Господи. Фала ти во Твоето пресвето и свето име. Амин. Се жишти овде. Ајде, ако е тимот спремен, можеме заедно да славиме и можеме да продолжиме во ова, да го наречам, темпо на благодарности, на молитви кон нашиот Татко Небесен. Тебе те славим, Христос.
си нашето богатство, ти си нашиот мир. Се фокусираме сега на Твоето име. Се фокусираме на Твоята благодат, Твоята праведност. Се што од овој свет ќе го тргнеме на страна и нашите очи, нашата душа ќе ја впериме кон Тебе, Господи. Ти си мое богатство и мир, и нема ништо на овој свет да ме задоволи. И во неволја ќе пеам јас за ја вечности, ме ослободи. Имам надеж, него Твое, мојот вечен дом. И во бурата ќе пеам јас, и внука е да походавам слава. Христос е доволен, Христос е доволен за нас. Имам се во Тебе, Исус, имам Тебе, јас. Христос, Христос е доволен, Христос е доволен за нас. Имам се во Тебе, Исус, имам Тебе, јас. Се одлучив јас да следам Исус и назад не погледнувам. Се одлучив јас да следам Исус и назад не погледнувам. Мене крстот, за мене свето и назад не погледнувам. Мене крстот, за мене свето и назад не Христос е доволен, Христос е доволен за нас. Имам се во Тебе, Исус, имам Тебе, јас. Христос е доволен, Христос е доволен за нас. Имам се во Тебе, Исус, имам Тебе, јас. Се одлучив јас да следам Исус и назад не погледнувам. Пред мене крстот, за мене свето и назад не погледнувам.
достоен си за чест и слава и похвала во овој ден, Господе. Ти си наш цар, ти си наш крал, наш спасител, ти си наше се. Зато од се срце, Господе, ти пееме. Бидејќи ти си животот, ти си нашиот живот, Исусе. Само во тебе имаме живот, Исусе. Живот во изобилство, живот во слобода, живот со искажлива радост. Ти си изворот на се, Господе. Еднаш ти си Господар на се. Ти си Господар над се, и тебе ке те славиме, истиот живот свој ти го даваме. Алелуја. Да, Господи, нашиот живот ти припаѓа на тебе. Амен. Алелуја.
име свето, свето, Господе, Твоето 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 име е свето, Господи. Bože, samo Tebe, sveta čest moja davam na jasu. Te obožavam, Te Твоето име свето, свето, Господе, Твоето име свето, свето, Господе. Браво! Вау. Прекрасно. Знаете, јас почувствував дека Бог за време на славењето правеше некои тектонски поместувања. И да не се исплашиме од тие поместувања, затоа што некогаш кога се поместува, ние на истото место како што сме замислиле ние. Но Бог некогаш намерно прави такви поместувања, затоа што е толку силен и моќен нашиот Бог. Амин. Ќе имаме проповед денеска ќе ни проповеда пастор Илија. Можеме да кажеме благословен роден ден, вчера имавме роден ден. Мене кај
во нашето семејство, во вашиот живот, знам колку е присутен, може би не физички, но во нашите молитви дома. Фала му на Бог за тоа што му дава сила, му дава мудрост, му дава храброст и знам дека Бог го води. И знаете, не секогаш е лесно да се живее дома со пастор, се шалам, но на вистина гарантирам 100% дека овој човек се грижи за вашите срца. Амин. И не е едноставно сето тоа, но со Бог се е возможно. Благословен роден ден и нека Бог те води како треба во оваа црква, нека те води во животот на луѓето, во нашиот живот и Да му даде благослов од Бога. амин. Амин. Да, така. Ова нешто што сакам да го споделам е нешто што го размислувам веќе подолго време и секој еден од нас се наоѓал во таква ситуација. Нема да бидам многу долга, ќе го скратам ова, но и да бидам малку подолга, дозволен ми е просторот. Се шалам. Но навистина верувам дека е многу силно, но навистина го говорам ова, дека е многу силно и дека секој еден од нас се наоѓа во ваква ситуација, не слична на она што ќе го кажам, не иста, но во слична и во наш контекст, во наши животни ситуации сме дошли во некоја ваква ситуација. И секогаш пред да отворам, Бог стварно ми говори и верувам дека ќе биде на бабатка, убаво е да го слушаме покрај овие тектонски пореметувања што ни се случи во текот на Словенијата. Знаеме дека живееме во брз живот. Интернетот ни е брза ствар. Ако нема интернет, одма се прашува, има ке тебе? А ке мене има, да не има нешто проблем со мрежата. А ако му пратиме на некому порака, па не ти вратил. Па дали ме стави на син? А не, нема ни син. Значи, што се случува со човекот? Зашто? Што одма размислуваме дека нешто се случило или пак дека некој не сака нешто да ни врати? Затоа што сме навикнати на брзи одговори. Навикнати сме на моментални дури одговори. Во моментот, ја некогаш знам дома го разговараме со Иле и да си зборуваме за нешто и ја ќе го речам, шо преш? А он веќе се умисли. А ме одговори. Ама не секогаш работите кои што сакаме да ги чуеме во моментот, ги слушаме тоа што е минуто, така? Но Бог мора да знаме дека не работи според нашето време. Бог работи според своето совршено време, за кое што можеби ние сме свесни, но бидејќи живееме во ваков свет, така на те, бараме одма да ни се одговорат работите. И ќе кажам за приказната која што верувам дека на сите ни е позната тоа е во Јован, 11-та цела глава, таа приказна е каде што Исус го исцелува Лазар. И што се случило таму? Сестрите на Лазар беа Марта и Марија. Сите ја знаеме оваа приказна и треба да ја знаеме зашто сме христијани, читаме Библија, доаѓаме во црква, се молиме, мора да ги имаме овие навики. Што направија они? Му пратија порака, оној кого го љубиш е болен. И што? Очекуваа веднаш да дојде Исус, ама одма. Но човечка перспектива гледаше како Бог да задоволства. Но од негова Божја перспектива тој дојде точно на време. И сега што се случило во тие 2 дена кога Бог касни во нивните мисли, во нивното срце, значи не се крајно разочарани и јас сакам да се задржам на тие 2 дена. Што би правеле ние во тие 2 дена? Он можел да дојде одма, ама само ќе го исцелеше. Ако дојдеше на време. Но чекајќи, направи нешто многу поголемо. Што направи? Го воскрес. Едно од најголемите чуда, мислам дека е тоа во Библијата, кој што Бог им ја покажа на учениците, а тие беа збунети. Се тресеше карпата. Бог тогаш пишува заплака. За прв пат, може би. Ако грешам, да не изгорам. Се шалам. Бог не го исполнува барањето и начинот во моментот кога ние очекуваме. Затоа што тој подготвува нешто што ќе покаже неговата слава уште после.
Исус не задоцни затоа што не го сакаше Лазар. Тој почека затоа што сакаше да им покаже дека Божјата слава е поголема од нивното разочарување. Во овој случај зборувам за нашите разочарувања, што ги имаме во животот. Факт. Дека сме се разочарале, сме биле разочарани, оставени, навредени, повредени. Може би денеска не се чувствува на таков начин истото тоа што тогаш Бог го направил, но ајде ако се молиш долу, за ова го зборувам лично на вас, на мене, на тие што не гледаат на социјалните мрежи. Ако се молиш долу, ако чекаш Бог да ти отвори некоја врата, а јас сум сигурна дека се наоѓаме во животни ситуации, такви. Чекаш исцелување, чекаш да се помириш со некого, чекаш одговор. И што правиме ми? Господи, па каде си? Каде си? Но Божјото молчење не значи дека Бог се тргнал од нас. Божјото молчење не значи дека Бог не заборави. Не може нешто да заборави што Тој го создал. И верувам дека Бог не ги менува работите наеднаш, затоа што Бог остава да промени нешто во нас. Бог сака да промени нешто во нас. Тој најдобро знае што, а исто и ти, исто и јас. Знаеш каде ти е срцето закоравено. Со цел да се подпреме целосно за него, на него. Нашата надеж да биде на него. Да не го запознаваме Бог од околностите што се случуваат во нашиот живот. Да го запознаеме Бог од Библијата. Бидејќи нашата вера не се темели на тоа што го гледаме, туку на оној во кого веруваме. Амин. Туку во оној во кого веруваме. Така да имаме очекувања со надеж, и кога ќе дојдеме во тие фиктивни 2 дена, да останеме, знаете како, немам збор што можам да опишам нивната ситуација во тие 2 дена, оној кој го гледаш дека прави се наеднаш го нема, но кога ќе дојдеме во ситуација таква, да стоиме цврсто, дека и покрај тоа молчење, Бог е тука за нас, затоа што во Христос има надеж. Каде што е Христос, има живот. И каде што е Христос, има нов почеток. Они мислеа дека е крај за Лазар, а Господ му даде нов живот, му даде нов почеток. И кога ќе се заминеме од ова место, да не останеме само слушатели на Божјото Слово, да бидеме Негови исполнители, оној колку што ние можеме. Да одиме со вера, а не со страф. Да бидеме луѓе што носат надеж таму каде што има безнадежност. Мир таму каде што има немир и љубов. Нека нашиот живот биде најсилното сведоштво за луѓето околу нас дека Исус Христос живее во нашите животи. Нека биде најголемото сведоштво нашиот живот. Нашиот пример, нашиот секојдневен живот. Што го живееме? Амин. Некогаш сте тешки. Овие работи да ние ги слушаме, но да ги примиме, а потоа во дадена ситуација да делуваме на ваков начин. Затоа што првична реакција доаѓа каде си, Господе? А те нема сега, кога ти мене најмногу ми требаш. И го нема. Стварно го нема. Го нема у наводници. Но Бог, додека го немал, работа. Иако ние тоа не го гледаме. Амин. Се служуваме со ова што го кажувам. И ве охрабрувам. Стварно ве охрабрувам и се охрабрувам јас. Ја охрабрувам црквата дека Господ работи во нашите животи. Ако некогаш некои работи не ги видиме во моментот, не сме требале да ги видиме. Ја многу пати од тука кажувам, имаме
ние замислил за нашиот живот, но ние луѓе го предадовме животот на друг. Ние го предадовме животот на самите себе, ќе правиме многу работи во собствени сили, но ние го предадовме животот на Исус Христос. И нека тој биде нашиот раководител, нека тој биде нашиот надеж, нашето се во животот. И тогаш ние сме на безбедно место. Бидете благословени. Спремен си? Додека збореше Даниела, се едно го слушав, се едно го гледав, со друго гледав, што ќе правам со кабелов краток клип. Така да, чекате малку. Добро. Малку да си дадам барем простор, не за друга сум повисок малку па да истегнам тука нешто од техниката. Добар ден, цркво. Верувам дека веќе можеме да ги потврдиме дека сме одлично, зашто со ваков старт не може да биде поинаку. Фала му на тимот за славење, фала на Даниела, фала на целата црква што заедно, вклучено, не одвоено, него во единство го славиме Бог и предаваме се Него. Тоа е единственото и најдоброто уствари што можеме да го направиме. Голема благодарност до секој еден од вас за честитките за мојот 44-ти роден ден, ако се прашувате колку години. Не сум ја тие што ги крие годините, не сум ни горд на годините, него само си ги сакам. Моите години се тие се мои години и така треба и да живееме. Според годините треба да живееме така. Според тоа што во моментот го имаме и го посетуваме, но да не останеме само таму. Господ ти го дал. Така е, дефинитивно. На крај крајава тие се години што тука се мерат со ова време, а Даниел ни зборуваше дека има едно Божјо време, еден Божји тајминг, што се вика вечност, каде што ние никако не можеме да се броиме само по нашите години, него ако броите према вечноста. Може тако нешто? Да. Супер, супер. Вечноста не е нешто за кое ние само тежнееме, за на кое ние очекуваме. Вечноста е она што ние веќе го живееме. И ако не се почувствува во животот дека живееш во вечноста, почни, барај од Господ, но немој да живееш како да си присутен само тука, зашто не си само тука присутен. Што да ви кажам на почетокот? Нека ни е жива и здрава и благословена Републиката. Да, честит Илинден. Навистина, Илинден денеска ќе го искористам да си направам влез во мојата тема, тоа што сакам денеска да го зборувам. Иако Данче веќе некои работи како да ги постави и ми помогна со тоа нешто, така да денеска ќе зборувам за увид. И тие што ме познавате, можете да потврдите дека тоа е еден од најомилените мои зборови. Да имаш увид. Знам еден човек, брат, го прашал друг брат, зошто нашиот пастор постојано спомнува увид. Зашто мене лично ми значи многу. Тоа верувам дека значи за секој еден Божји човек. Што значи тоа? Да имаш увид. И не само пророчки увид, ќе направам мала, би рекол, разлика од увид и пророчки увид. Зошто правам разликата? Иако е тенка границата и нема многу разлика, не сакам да го осврнам само на пророчки увид, зашто некој меѓу вас ќе речи, па ја не сум пророк, или мојот пророчки дар не е изразит, или го немам, и ќе се остави без увид, чекајќи да дојде дар. А не е точно. Секој Божји човек е повикан да има увид, ако не друго, во својот живот, така, и во царството. Да. Така да направиме таа мала разлика за да можеме да ги поставиме работите на вистинско место. И еве, ако размислуваме без да одиме во длабоки истории, што беше една од работите да овие храбри момци да се спротистават на таква империја? Ако не увид. Увид за тоа што може да биде. Увид дека еден ден овој народ, дека еден ден ова поднебје, дека еден ден овие граници ќе можат да бидат независни, ќе не мора да служат на некого. Така да тој увид
ни прави да правиме дури и во нашите очи за почеток мали работи, за да дојдеме до она вистинското, таа голема слика што секогаш се збориме во Бог. И затоа овие луѓе, ако ги прашаме сега, кога ќе појдеме на небото, ќе ги прашаме ако дел од нив се таму, а имаме добри сознанија историски, дека многумина биле евангелизирани и биле верници од таа патриотска револуционерна екипа, и фала му на Господ што било така, иако ова од мејнстрим политиката и историјата е скриена историја, ние ја знаеме. Ја не викам ние само побрзање, ја знаат и другите, ама некои премолчуваат, а ние си ја сакаме. И во тој контекст ќе ги прашаме, добро, што ви беше мотивот на таква империја? Знаете како? Во нашите очи ова е толку големо, а во некој пошол да бара во Истанбул, во нивните библиотеки, тоа било само еден обичен бунт, како и многумина што ги имале во целото Отоманска империја. Толку биле документите. Ама за нас е тоа многу битно. И затоа никој не сме да го потцени она што ти го поминуваш, она со кое ти што се соочуваш, она со кое ти имаш увид и она со кое ти го очекуваш. Зашто тоа е твое лично. И не дозволувајте некој да го потцени со тоа што ќе ви каже, деве, знаеш што, јас светот го спасувам, 30 работен имам, ти за ова се малтретираш. Немојте такви работи. Така да, за Отоманската империја било еден бунт повеќе, решен за 10 дена, за нас независност до ден денес. Амин. Тоа, покрај желбата, покрај идејата, покрај љубовта за татковината, било увид во иднината. Увид во она што може да биде. Увид во она што треба да донесе. Увид во работите што можеби другите не ги гледаат, а тебе ти е дадено да ги видиш за да ги донесеш во исполнување. Амин. За таков увид во нашите животи, во нашата црква, во нашето општество, сакам да зборувам денеска. Синоќа не легна додека Господ не ми даде што да зборувам. Се молев, размислував, медитирав и со Данче разговарав, не и кажа зашто ќе зборам. Сега слушна ги она прв пат и Светиот Дух ми вика зборувај за увид. Викам Господе, ќе зборувам за увид. Така да денеска сакам да се посветам на таа тема. Нема да бидам долг, зашто е празник, ако некој планира да оди или да има ручек со ромнините и се тера. Ја викам нема да бидам долг и на крај ќе видам пак некогаш сум бил долг, ама гледаме да ги кратиме барем кога треба, за да можеме да го уживаме денот. Надвор е жешка, но тоа не ни представува некој проблем да не можеме да уживаме и да се посетиме едни со други. Така да имам и многу убав стих денеска спремено за увид, што верувам дека ќе ни ги отвори вратите да можеме да разбереме што точно сакам да кажам. Дали бараме стихови или можем да го прочитам? Ајде ако бараме тога втора книга Цареви или четврта царства, 6 глава, од 15 негде па до 17, па ќе видиме. Јас ви го прочитам. Наутро, откога стана Божиот човек, излезе, а ете околу градот стои војска со коњи и коли. Не бе минатиот пат тука, ама слушнав дека го на отварањето спомнен на приказна малку пред ова, со секирата, така беше Бого. И со тоа дека ништо не е изгубено во царството. Значи, ова приказна продолжува сега наваму, Елисеј има нов предизвик. Божиот човек инако Елисеј, денеска е празнуван Илија, ама ние ќе одземем ученик од него. Може така? Елисеј одиме. Да ги разборичкаме, ако има некои религиозни духови што очекувале, може би денеска за Илија да збориме. Океј, наутро како стана Божиот човек излезе, а ете околу градот стои војска со коњи и коли. Значи голема војска. Коњи и коли, мора да претпоставите дека ако имало коњи и коли, што имало друго? Пешадија. Многу пешадија. Обавезно, јака пешадија во војска. Неговиот момок му рече, момокот што му помага на тука е преведен како момок, интересно.
ме подсети на Александар Дуковски. Он ги викаше момок, така да ги поздравуваме нив. Момче, момок. Ах, Господару, видите каква издишка. Ах, Господару мој, што ќе правиме? А тој одговори, не бој се, зашто ги има повеќе со нас отколку со нив. Има некоја контрадикција тука ви? Гледате сами на почеток? Двајца се спомнуваат они, овие којни, не знам што уште не. Во тоа време и камили оделе во војна пешадија, чуда се. А Елисеј кажува нешто што е ван паметот на овој момок. Не на Елисеј. Елисеј веќе има искуство на следење на Божји упатства, така да, но момокот сега е затечен. И вика, а тој одговори, не бој се, зашто ги има повеќе со нас отколку со нив. И Елисеј се помоли вака. Слушайте молитва. Господи, отвори му ги очите да види. И Господ му ги отвори очите на момокот и тој виде гората околу Елисеј сета покриена со огнени коњи и со коли. И најверојатно се многу пешадија со огнени мечови. Вау! Вау! Даниела збореше за тие фамозни 2 дена, каде што ние очекуваме, но не гледаме. А каде што никако не треба да заборавиме дека таму нема ништо. Воопшто не ми е намерата да го осудам овој момок што во моментот премена неговиот раст толку може. Напротив, ја би рекол дека он има верата да се ослони на неговиот учител во овој случај, да може да побара или ако не да си искаже фрустрацијата и да каже: Господару Елисеј, Божи човек, што ќе правиме со овие луѓе? Таа искреност кај овој човек донело нешто друго. Донело да навистина отвори простор и шанса да и он ги види со што биле обкружени. Овдека интересно, молитвата е отвори му ги очите. Во Ефешаните 1:18 молитвата е малце поинаква. Просветли им ги очите. Зошто? Зашто веќе ни се отворени од Бог. Ќе одиме малку дел по дел. И делот кажува, наутро откако стана Божиот човек, во тоа време сите знаеме, сите разбираме дека не беа сите Божи луѓе. Дури и да биле, не се карактеризираа, не беа во очите препознаени како Божи луѓе. Иако не беа Бог, наоѓаше луѓе и тие стануваа Божи луѓе. Зошто? Зашто имаа комуникација, беа водени од самиот Свети Дух. Но не секој можеше да потврди дека јас сум Божиот човек. Она што Христос го смени кога дојде во нас. И така да сега секој кога го чита стана Божиот човек, нека се помисли на он кога се разбудил. Зашто сега ти и јас сме Божи луѓе. Амин. Сега ти и јас. Така да, затоа ова пример ќе го поврзам со Ефешаните. Секогаш кога ќе очитаме овој пример, ќе го поврзаме со Ефешаните. Ако е овдека отварање на очите да се види, сега е на просветлување на нашите очи за да можеме да видиме. Да видиме што? Да ја видиме целата слика. Да видиме дека не сме сами. Да видиме дека некој стои позади нас. И тој некој е Бог. Тој некој е Бог на армии. Тука пишува дека огнени кочи, коњи. И рековме дека тоа предпоставува и многу пешадија. Кога се отворија тие духовни очи, можеше да види. Алелуја. Може само вода да ми донесете во дорека зборувам. Ако најдобно. И да ги просветли очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Колкава е богатството на славата од наследството на Неговите свети. Видете просветлени очи што гледаат. Значи не е доволно нашите очи, фала Бог, ќе да знаем,
Не е доволно што нашите очи се отворени најверојатно, него нашите очи во овој случај треба да бидат просветлени со онаа светлина за која Мита пееше, за која Мита се молеше, каде што се бега. Нешто имаше чудесна светлина или како испеа, не знам, ама многу убав ми беше стихот. Така да, она што јас зашто се интересирам толку за тој збор увид и зашто барам од Бог да имам постојано увид е да не бидам секогаш растегнат од изненаденоста на тоа што следува. Изненадување е добра работа и понекогаш е добро за нашите коски, но ако живееме постојан живот во изненадување и очекување, непредвидливо се вика тоа ги омалапсува нашите коски. Тоа посебно надеж која не е исполнета. Во поговорки мислам дека или во проповедни кажува дека тоа е лошо за нашите коски, дека тоа е лошо за нашето тело, дека тоа те омалаксува. Поговорки беше така. Те омалаксува надеж која не е исполнета. Надеж која не е исполнета е човечка надеж. Мора да знаеме зашто Бог не дава лажна надеж. Никогаш. Усвари надежта негова е славата, така? Надежта негова е она што гледаме. Што гледаме пред нас? Го гледаме неговото дело и го гледаме неговото доаѓање. Значи, ние имаме просветлени очи да можеме да го видиме неговото доаѓање. Сега, затоа мојот интерес за зборот увид не е само една добра филозофија каде што можеме да градиме нешто во животот, него е суштинско за секој еден Божи човек во Божјото царство, за да може да живее посветено, за да може да живее инспиративно и да може да живее под водството на Светиот Дух. Многу пати сакам да, не знам од каде да изберам дел од примерите што сакам да ги споделам со вас, но многу пати, последно беше, не знам за која стација на Данче, и кажувам: Данче, ако имам увид дека ако го направиме ова и ова, резултатот ќе биде ова. И тоа не е само некоја вештина на знаење и на разбирање. Кога имате Божи увид, вие имате сигурност што доаѓа од небото, дека покрај и се наоколу да покажува поинаку, ти си цврсто убеден не во твојата вера, него во тоа што Светиот Дух те носи, дека таа крупна слика, целосна слика ќе се оствари, зашто тоа е Божиот план. Единствено што од нас е, како одговорност, е да бидеме или да влеземе во тој Божи план. За да можеме да очекуваме различни резултати, мора и ние да почнеме да правиме различни работи, да не останеме на местото каде што сме уште, да не останеме со тие стари молитви, со тие стари убедувања, а да очекуваме нови нешта во нашиот живот. И така да, јас не би рекол дека Бог не дава увид, зашто Бог постојано ни дава увид на каде да се насочуваме, што да правиме, не да анализираме од типот денеска што да јадеме. Ако не знаете денеска што јадете, дојдете, ја ќе ви кажам. Искрено ви кажувам. Не е тоа толку опасно. Но, зошто? За да не стане нели банална работава, него на вистински да бидеме спремни, да бидеме подготвени, водени од Светиот Дух. Зашто подготвени? За послушноста кога Светиот Дух ќе ни зборува. Без послушност, вика, една непослушност направи толку штета, парафразирам сега, а додека една послушност направи многу повеќе. А тоа беше непослушноста на Адам и послушноста на Христос. Таа математика, како се вика, тој принцип на непослушност и послушност до ден денес постои. Зашто тоа е Божи принцип, што е да и амин за сите оние кои се непослушни, за сите оние кои се послушни. Туку самото слово нас ни потврдува, кажувајќи дека што? На непослушните Бог што им прави? Им се противи. Додека на понизните и на послушните им дава благодат. Благодат. Значи, како им се противи? Ќе ги убие, нема да ги убие. Ќе ги повреди, нема да ги повреди, зашто Божјото срце не е такво. Воопшто. Воопшто не е такво. Но Јаков кажува дека таков човек кој не е послушен е рамно, во исто време таков човек е рамно и на човек кој постојано се сомнева, зашто ти да си непослушен треба постојано да се сомневаш во нешто и да мислиш дека знаеш повеќе. Тоа е непослушност.
Непослушност не е дека ти си роден со непослушност, генски тоа ти е наследено. Се што е генски наследено има во Господ развршница. И може да има. Но непослушност е да продолжиш да градиш на таа основа, на основа на непослушност. И на таквите Бог вика им се противи. Но вика на оние што покажуваат понизност, што ја покажуваат таа послушност, каде? Во Христос, на таквите вика Бог им дава благодат. Амин. Така да имаме увид во каде имаме ние увид? Прво. Ја не зборам за некоја би ја нарекол некоја слаба интуиција на човекот и женитовна ритница. Ние сме уште поинтуитивни од вас лажите, каде што можеме да ги предпоставиме работите што ви даште. Јас зборувам за Божји пророчки увид кој многу пати се разликува, делува тотално контраинтуитивно или различно од она што интуицијата ти кажува. Многу пати овој пример сум го спомнал. Интуицијата ти кажува, наредната недела ќе биде дарежливост, дека ако си дарежлив, ако даваш, што? Ќе изгубиш. На давање, джебот останува празен. Но контраинтуитивно, Божето царство ти кажува дека ако даваш, ти си благословен. Амин. Не викам ќе бидеш благословен. Даваш, зашто веќе си примил, зашто си благословен и тоа ќе се мултиплицира во твојот живот. Така да кога зборуваме за увид, најповеќе ќе биде увидот различен од она што околностите, светот, па дури и мажот или жената околу тебе ти го кажуваат. Многу пати ние ќе дојдеме до ситуација да имаме увид, не ние лично, него преку брат, преку сестра, преку жената дома, преку мажот, да го добиеме тој увид на кој треба да покажеме послушност, а не ароганција дека јас знам повеќе од тебе, остане ти ќе видиш како е. Јас многу пати кога Данче ќе ми каже нешто или кога некој ќе разговараме ќе ми каже нешто, немам сила одма да му кажам, ова е добро, не го отфрлам. Него го оставам, Чекаш момент. размислувам. Отфрлањето е опасна работа, луѓе. Дури и најголема корекција што ви доаѓа, ако ја отфрлите одма, не сте го добили од благословот што измеѓу неа го има. Слушнете ме, тешко е, знам дека е тешко. Сум поминал, сум почувствувал, ќе дојдат луѓето за банални работи ќе ви скритикуваат. Абе нешто што е ван памет, што нема врска. Но, ако имаш тоа понизно срце на, окей, ајде да видиме Господе, и овдека може би ќе има нешто, Господ ќе ти посочи на некои работи. И слушнете ме, и ја не ги критикувам работите што ме донеле до таму кај што сум. Дали било тоа мака, проблем, благослов, што и да било. Ја не го критикувам зашто тоа ме донело таму кај што сум. Амин. Не сакам да гледам многу пати како нешто, најдето што, како нешто толку ѓаволот што не можеме да го понесеме зашто Бог е со нас и Бог има целосна контрола во нашиот живот. Така да не се плашиме од тоа дека можеме да бидеме, да испавиме. Не можеме, зашто во Божји раце сме. Само треба што да направиме? Треба да му се посветиме, да му веруваме и кога не гледаме, да се молиме и кога не чувствуваме, да очекуваме кога ништо нема на повидок. Бог е толку верен. Го гледав пред некој ден Одисеј. Толку фама се направи околу Одисеј, а таа ми е не дека ми е омилена поема, не го слушате ме. Во прва и втора година во физкултурна само тогаш имавме историја. И по историја ја учеме Илијада и Одисеја. И ја не знам дали ќе верувате, 2 години секогаш кога да ме станеа на час, јас само за Илијада и Одисеја раскажувам. Секогаш ќе ме праша професорка, Илија ти спремен сум? Да. Зашто ќе не спориш за Илијада и Одисеја? До прва година веќе. Е тоа знам. Илијада и Одисеја. Толку беше. И таа приказна знам, и сега нов филм. Кристофер Нолан ми е еден од милените режисери, направи добри филмови пред тоа. И викам ќе одиме ќе го гледаме, бевме цела група го гледаме. Бев малку скептик околу, малку ќе ви раскажам, околу Мет Деймон, дали ќе откуми добро како Одисеј, и тоа ме изненади, супер беше, и го препорачувам филмот, но имаше на сцена што беше многу христијанска, многу убава сцена, што и денеска работи на мојава тема. Се бореше.
што ти не со Киклопи, знаете таа приказната, кога знаете за Одисеја, се враќа 10 години на Итака и таму цела авантура, се бори со Киклопи, се бори со Посеидон, се бори со разни работи и наеднаш стига на еден остров, таму 7 години заглавува и решава дека сака да се врати дома. И сега Калипсо му кажува, вика, се бореше со такви работи се, но вика престани да се бориш. Него сега вика легни на склавов, верувај и ќе стигнеш дома. Во него се роди увид, почна да знае дека дома има и дека дома него нешто го чека. Почна да ја гледа големата слика. И кога некој човек, и тоа ме потсети многу кога Исус спиеш да река сите се бореа со бурата. Сите се бореа, пази, не беа тие грешка, мора да се борат со бурата. Тие не беа, тие само не беа доволни верни и не го познаваа доволно Христос да знаат кој е со нив, за да можат да се релаксираат малце. Така? И затоа Исус им рече, имало верни што прави. Но сега ние, со тоа 2000 годишно искуство, плюс Светиот Дух во нас, и како не сме во истата позиција на која они беа во бродот, плашејќи со таа бура. Вика, легни, и знаете што? Сцената кога ја дадоа, ако се врати на Итака, сплавот беше скоро рушен, он беше целиот, имало бури, имало се по морето додека се врати, но он беше читав, здрав, вратен. Така да, не зборувам или Библијата не охрабрува дека ќе нема бури, дека ќе нема неволи, дека ќе нема вртоглаци, дека ќе нема киклопи во духовна смисла, дека ќе нема сите тие нешта. Но го имаме Светиот Дух кој не води не сите овие работи. Го имаме тој сплав на кој можеме ние целосно да се наслониме и да можеме да поминеме покрај овие бури, не повредени толку, него во доверба со Светиот Дух да се вратиме безбедно таму каде што одиме. Тоа, кога доаѓа, Библијата не охрабрува, тоа е дека освен човечкото искушение друго нема да не да имаме, така, и дека Бог нема да дозволи над тоа да имаме повеќе. Што значи дека ќе имаме човечко искушение, ќе имаме Божи тест во нашиот живот. Ја не знам, некој може да е против дека Бог го тестира својот брат или сестра, или кажа дека тоа е дете, но како Исус што беше тестиран за неговото синовство, ние да знаете дека сме тестирани исто во различни сфери, но Бог не охрабрува што? Не охрабрува дека нема да имаме тест што ќе не бутне, него тест што ќе не охрабри, тест што ќе не оснажи. Како? Следејќи го Светиот Дух и гледајќи го увидот што Бог ни го дал, знаејќи ја целта на која се движиме. Амен. Така да, јас искрено, и ова не го споделувам само дека мојот живот бил на некој начин таков и дека јас сум гледал кога Бог ме тестирал, а кога ѓаволот ме искушувал, тоа се две различни работи. Кога таму е многу пати лошо преведено, кога Исус влегува во пустината после крштевањето, он влегува и пишува и беше повикан да биде искушуван, не е точно, беше повикан да биде тестиран е грчкиот збор. Дјаволот во моментот, после тоа го искушува, но Бог го тестира. Што тестира? Она изјава што Бог е стави врз него, каде јавно во реката кога рече: ова е мојот Божи, ова е мојот син, него верувајте му. Така? И вика после тоа Светиот Дух. Затоа реков се преска сега. Не е тоа тест изолиран каде што ти во некоја лавиринт ќе го поминиш лавиринтот, па ќе дојдеш спремен сум да бидам Божи син. Не е точно. Полн со Светиот Дух. Вика лезе. Светиот Дух го однесе во пустината. Амин. Така да и во овој случај увидот е една од најзначајните работи што можеме да ја имаме, да не папсаме. Без увид Божи, небесен увид, ние лесно папсуваме. Дали можете да потврдите ова и дали сте го виделе во вашиот живот? Јас ќе ви кажам, не сакам, што се многу лични примери, да не спомнувам луѓе, но примери
со непослушност како завршиле и колку ме папсале и колку папсале и примери со послушност како завршиле. Има голема разлика. И за едниот сум имал увид и за другиот сум имал увид. За едниот сме биле непослушни и сме завршиле папсани, за другиот сме биле послушни и сме завршиле окрлавени, би рекле народски. Би со кренати уши. Некако го гледате ова во вашиот живот како нешто што сте го поминувале? Некогаш поминуваме ние многу работи, ама не знаеме да ги дефинираме. И затоа ни бегаат од тоа да препознаеме каде била Божјата волја за нашиот живот и каде ние треба да се поправаме во Светиот Дух. Во Светиот Дух ќе кажам, јас сакам да ги потврдам овие работи, зашто ние не се поправаме од сопствени сили. Не, тоа ќе биде погубно. Ние ако почнеме, а имате многу како, на каков начин да се поправате себе си преку своји сили. Ќе почнете дури и други луѓе да поправате. Да. Најопасното нешто е ако почнеш да поправаш други луѓе. Па ти не си Бог за да ги поправаш. Тоа дозволи му на Бог, а ти моли се за нив, благодари за нив, понекогаш охрабрувај ги, понекогаш коригирај ги, но немој да ги поправаш. Не да ги поправаш, ова чини од типот на не го држи тоа таму телефонот, лошо е. Таа е добра информација, те спасува да не го држиш телефонот до срце, да ви зијам некој пример. Но да не се замислуваш дека ти си некој што ќе ги оправа животите на луѓето. Јас сум против тоа. Тоа е една од најголемите замки на христијанинот, а од друга страна, ако ја доживееш таа слобода, дека ти не си тука да поправаш, ти ќе ја пуштиш љубовта на најако. Зашто љубовта единствено функционира само преку што? Преку слободната волја. Да му дозволиш на тој, таков каков што е, да од таа позиција те сака без ти да го присилиш за нешто. Без ти да го оправаш на твој начин да те сака, на твој начин да делува, на твој начин да размислува, на твој... Тоа не е љубов. Тоа оди, да не бидеме тешки во зборовите, но оди во контрола, но никако во љубов. Љубовта е да дозволиш во слобода да бидеш љубен. Амин. Така да, ако некој е повикан да коригирајте во љубов, ако некој е повикан да благословува, благословете во љубов, ако е некој повикан да кажува добри зборови, да чита псалми на луѓето, да мие нозе на луѓето, во љубов, но никако да не се ставаме во позиција на коректори, на оправачи на луѓето. Зошто? Зашто тоа е што? Работа на Светиот Дух. А ние сме повикани зоне да му веруваме толку на Светиот Дух. Амин. Амин. Така да, спомнав нешто што мислам дека е исклучително важно околу овој збор увид. Увид, ако имаш увид во животот, баре од Бог увид. Ја кога одам надвор од државава, кога идам на служба, кога одам на состанок, кога излекувам дона, вистински не заборавам да барам увид. Зошто? Не за да биде секогаш предвидливо тоа што ти се случи. За да бидеш спремен и да имаш поголемата слика, за да не посегаш по работи што некогаш ти кажува телото. Мене, например, ја физички, не физички, како човек, најповеќе, ако некој ми рече дека некој треба помош, мојата реакција прва, знаете која е? Требам да помогнам. Шема да филозофирам. Таму треба помош, јас ќе појдам, ќе помогнам. Многу пати не требало така да биде. Секогаш сум јас за да се помогне. Но, ако имаш увид за поголемата слика, ќе бидеш добар и советник на брачни парови, ќе бидеш и добар советник за луѓето, ќе бидеш и добар советник за животот, ќе бидеш и добар пророк за твоето семејство, за твојот живот. Не знам дали знаете, но ние сите сме повикани да се бидеме пророци на нашите животи, да се бидеме пророци на нашите семејства. Така? Тоа ни е првата задача. Што значи да бидеш? Да имаш увид за да знаеш каде да се насочуваш и каде да го насочуваш твоето семејство. Така да, увидот нема да не направи, ја би рекол, горделиви луѓе, нема да не направи луѓе арогантни, кои сега знаат повеќе од другите, па ќе може да ги контролираат работите. Увидот ќе не направи верни луѓе. Луѓе кои веруваат. Луѓе, верата воопшто не е слепа.
ова мислам дека на времето што удара Џамба Зоран го има зборувано, го има презборувано. И верувам дека влегло, ја согласувам тотално, влегло во нашите уши и срца секаде дека верата воопшто не е слепа. Ама не ли во Ефесен, во Евреи пишува дека оние кои се надеваат, не гледаат. Не знам дали памтите, на една конференција го објаснив тој стих. Тоа не е целосна дефиниција на верата, тоа е дефиниција на верата што ја објаснува текстот пред тоа, но верата воопшто не е слепа. Зошто? Верата гледа со духовни отворени очи и во овој случај и просветлени. Не може да биде слепо нешто што е просветлено. Така да верата не е слепа, но понекогаш нашата безнадежност, разочараност покажува спротивното. Затоа нема, охрабрете се цркво, дека нема најтешка ситуација што Господ не може да ја реши. Не постои. Не постои. Не постои, овој го кажувам, човек кој поминувал многу тешки ситуации. Тешки ситуации кај што саат време ја бе предизвикан, знаете сите на короната, да се биде или не. Нема. Само треба увид, само треба доверба и слушнете, не застануваме тука. Треба понизност и послушност. Многу клучна работа. Зошто? Зошто ради една непослушност многумина стана грешни, ради друга послушност многумина се оправдаа. Таа е разликата. Твојата послушност во Христос, во Светиот Дух, во каков начин живееш, твојот увид, за да имаш увид, ти рекоме дека мора да бидеш и послушен, така, твојот увид нема тебе само да те спаси, него ќе ги спасува и другите околу. Зошто? Зошто ќе огледаат тој пример на Божјо водство и како Бог ги средува работите. Некогаш ние како луѓе, има неколку типови на луѓе, тоа сум го видел низ текот на пасторската моја служба, дали било со младите, дали било сега како сениор пастор, не знам како се нарекува тоа. Не се сите луѓе исти. Напротив, ниеден не е исти. Некој човек многу лесно може да се впушти со идеја да дојде да рече ја имам идеја, сакам да ја изреализирам. Некој човек не е тако. Некој човек ќе чека ти да му кажеш нешто и он ќе го направи исто добро како и овој другиот. Но чека некој да го поттикне. И не можеме сега ние на истиот начин да ги третираме истиве луѓе. Треба да имаме поголем увид со кого разговараме, кои се позадините од кај доаѓаат луѓето, и за таков начин ќе ни се одредат и нашите пристапи, нашите навики како ние ќе се соочуваме со овие работи. Многу пати, ја тоа порано сум го зборел, има луѓе, ми викале вака, дај ми, кажи ми, вака и вака треба да направам. И јас ќе го направам. Ама, ајде сега, смисли нешто, ајде, не можам. Така, не можам да се ставам во конец, во васарвага, ние што би рекле, и одам лево, десно. И на некој луѓе му треба таков тип на поддршка, таков тип на реализација. Добро, еве ти ги ключевите, еве ти нафта, појди, одвези ги овие луѓе и врати ги. Благослов за него, благослов за нас. А сега, ние сакаме да ги научиме одма, бе гледај која е траекторијата на луѓето, таму пресетни ги. Ние многу пати губиме време, како? Со тоа што се враќаме на нас за да оправаме некои работи, па тогаш да ги пуштаме некој. А некој треба да ги најдеш на патот кај што се и на патот да им ставаш работи. За такво нешто во животот, во твојот лично живот, ти треба увид. Без увид не можеш. Прво ќе папсаш. Ако немаш увид, ова е клучно. А тоа значи ако верата, очите на верата ги затвараш постојано. Ако мислиш дека Бог не зборува во молитвите. Увид, знаете што е? Увид е, класично кажано, да не зборуваш само ти, него Бог да зборува во молитвите. Тоа е увид. Тоа е увид. Бог да ти даде, а не баба, Господе, ја и ова, ајде сега, пушти телевизорот. Колку пати се случило така? Дури на крај, последните минути од молитвата, едва чекам и дајам одма телевизорот. Увид ќе имаш кога ќе му дозволиш Бог да зборува. Кога ќе му дозволиш да не биде монолог, него да биде диалог, или да биде монолог од негова страна.
Зошто ние се плашиме да имаме монолог од негова страна, да Бог не воли, да Бог не управува, ствари тоа е најдобрата позиција. Но зашто Бог не знае и знае како не создал, ни дозволува и ние да кажеме по нешто. Амин. Да. Така да, не знам колку време веќе зборувам, може ќе продолжиме и наредни недели со оваа тема увид, но сакам да поставам едно почетно размислување кој ќе одиме на дома. Господе, да се запрашаме, дали имам ја увид? Дали имам ја увид? Дали јас се уморувам многу пати зашто немам увид? Дали јас се разочарувам постојано зашто немам увид? Дали ти, Господе, ми зборуваш? Ја не би рекол дека прашањето е добро иле, ама мене ја не можам да слушнам дека Бог ми зборува. Ќе дојде такво прашање, несомнено е, тоа дошло кај мене, тоа кога сум ги слушал луѓето кога зборуваат или кога самиот сум бил соочен со овие работи, ќе дојде кај секој еден тоа прашање, дали мене, дали мене. Ја би ти рекол да и тебе. Отвори се. Отвори се. Некогаш сме горделиви, а не препознаваме. Ова е тешко да се каже, но е вистинито. Некогаш сме горделиви, а не можеме да препознаеме. И не можеме да препознаеме зашто не инволвираме други да ни кажат. Некогаш треба други да ни кажат. И тоа не само Светиот Дух, а други луѓе околу нас. Затоа се нарекува фидбек. Така, да ти даде некој, и сега има еден автор, го слушав, вика, напишав книга и вика ја дадам на жена ми да ја прочита. И реков, после тоа да ми даеш фидбек. И поминува месец, два, жена моја нема уште. Добро, што е работа, почнал малце да снемирам. Јас сум тако кога ќе пратам завршен испит на факултет. Сакам, јас сум го одолжил 2 месеци, а сакам да ми вратат за 2 дена, одма ако може. И фидбек, и ние се сакаме малце позитивен фидбек. Но, слушате, жена внутра. И ја нема, вика и на крај, вика едно утро, вика на појадок. А жена вика, што направи? Вика, ти ја прочита книгата? Да, вика, ти ја прочита. И, вика, да ми даеш фидбек? Вика, сакаш реален фидбек или пофална? И го прашала жена. И јој се стаписал и увидел дека сака пофална. Фидбек. Фидбек. Не треба да е пофална. Фидбек, зошто? За да не ги крени, сега ќе зборувам фигуративно, да не ги крени крилата, така? Да ни влезе ветер тука во крилата, да не крене на високо и да можеме да гледаме од високо. Да, подалеку. Тоа е кога зборуваме за увид. Ако, и ќе се молиме на крај за тоа, ако има гордо што тлее во мене, прво, во тебе, брат, сестро, ќе се молиме и таа да ја предадеме на Бог. Зашто ќе отвори врата како никогаш до сега. Како слушнете ме, како никога, ова ви го кажувам, не знам, ја го гледам тоа слика, не само дека сум го поминал, имам увид. Но, ќе отвори една врата, толку убава, ќе ни ги расшири крилјата, ќе ни ги оснажи нозете, зашто да полеташ некојаш треба да трчаш. Ќе ни ги оснажи нозете и ќе можеме да летнеме и да имаме од високо увид. Амин, увид. И ја знаете таа приказната дека орелот не се бори со чапката иако може. Така? Таа му се фрла на грбот и орелот само лета високо и ова не може таму. Нема воздух. Редок е горе. Редок е горе. Така да, оваа работа понизи се пред Божјата рака и што вика вториот дел од стихот? И он ќе те подигне. Кога? Во мое време? Во право време. Ете. Право време е увидот, што треба да го знаеме, за да не папсаме. Ќе папса човек, рековме, надежта не остварена, папсува. Ќе папса човек. По своји сили ќе папса. Ќе папса. Но, предаваме на Бог, понизни во нашите срца, понизни воопшто не е главата надоле, не знам кој не научил така, порано не учеа така. Дека, нели, на ведната глава саѓа не е сече, па така не учеа, да.
Да, не, понизни воопшто не значи тоа. Понизни значи да си признаеш дека Бог знае повеќе од тебе, дека Бог те познава повеќе од тебе, дека Бог има подобро него ти што имаш за себе. Колку и да понекогаш сме арогантни во тоа дека имаме ние најдобро за нас, не е точно. Бог има најдобро за нас. Ја не отстапувам во ова кога ми е тешко, не отстапувам во ова кога сум посочен, кога сум соочен со тешки работи и не сакам да отстапам и во иднина. Амин. Алелуја. Така да, Бог нека ве благослови со увид. Ајде да се молиме. Господе, фала ти. Фала ти за се што правиш во нашите животи и фала ти што си не донел во таа позиција на нов живот, каде што сите овие работи се доста познати за нас, но сега сакаме и се молиме, Господе, да ги видиме како остварување во нашите животи, Господе. Јас се приклучувам на молитвите на Даниела и на целата црква и на славењето, Господе, да ти бидеш оној што не води, а ние тебе те следиме. Фала ти, Господе, што небесен увид ни даваш за секоја една ситуација, небесен увид ни даваш за секое поле во нашите животи, за да не папсуваат нашите крила, да не папсуваат нашите рамења, да не папсуваат нашите нозе, него напротив, Господе, верувајќи во тебе, да одиме подалеку, да одиме место километар 2, да дадеме место кошула и пауто, да правиме работи што за овој свет се скоро невозможни, а за нас се возможни и така повозможни. Јас сега се молам и Господе, предавам пред тебе во благодарност секоја една гордост што можеби и не ја препознаваме, што се провлекла во нас и што тлее таму и што не ни дава понекогаш мир со самите себе си пред се, а после и со тебе и со другите, да си оди во името на Исус, зашто таа нема место во новото создание и затоа ние не треба да ја задржуваме. Фала ти, Господе, што навистина сета непонизност, непослушност, се што не е од Твоето царство, се што не е Твојата природа, си оди во името на Исус, за да можеме да имаме јасен преглед и увид за работите што следуваат. Фала ти, Господе, што токму тоа си не повикал на понизност, да препознаваме што правиш во нашите животи и да го валидираме тоа и да го ставаме на прво место во нашите животи. Нека секогаш, Господе, не учиш да првите работи бидат на првите места. Да не околишаме околу нештата, него навистина да одиме директно преку Твојата благодат, преку Твоето водство. Фала ти, Господе, што оваа црква и понатаму ќе ја даваш увид, ќе ја даваш пророчки увид, ќе ја даваш увид со збор на знаење, ќе даваш увид кој ќе крева крилата на оваа црква, за да може од високо да гледа не само потребите на луѓето, не само потребите на државата, него она што ти како целокупна слика сакаш да ја воспоставиш тука, Господе. Фала ти, Господе, што навистински ние ти се предаваме тебе, Господе. Аз сега се молам за секој еден на кој му недостасувало увид и кој е изморен од она што го прави, да престане во името на Исус. Се молам за сила негова, се молам за просветлување на неговите очи, се молам за визии, за поглед надалеку, за да може да знае на каде оди, на каде е насочен. И фала ти, Господе, што секогаш насочени кон иднината, ние ќе ја живееме сегашноста и ќе ја благодариме за минатото. Фала ти, Господе, што ти во тебе се другаат сите овие нешта. Фала ти, Господе, што навистински во Твоето водство можеме не само да одмараме и кога работиме нешто, него да навистински го живееме тој живот каде што ништо нема ни да достасува. Во името на Исус ве благословам секој еден брачен пар со увид во нивниот брак, за да може да тие капки престанат и да дојдат поголемите нешта, поголемата слика за нив. Се молам за секој еден поединец, за увид во Твоето царство, што имаш за нив и да почнат да се остваруваат физички работите, а не само духовен предвкус да имаме, него физички, материјално да се остваруваат нештата. Јас се молам за сите деца сега, Господе, ти не охрабри Библијата, преку Библијата, дека и младите ќе пророкуваат, и они ќе имаат увид, и ќе дојдат, а ние ќе бидеме понизни, да го слушаме увидот, да го разговараме и да делуваме. Се молам за секој еден брат и сестра, без разлика на годините, да вистински се ослободи
од оние работи што го тежнат надоле, се ослободи и навистински почне да делува под Твое водство, Господе. А Ти си толку добар и толку нежен да сите овие работи ги спроведеш. Во името на Исус Ти благодариме. Амин. 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 Фала. Супер. Интересна проповед за која што стварно ни е потребна на сите нас и мислам дека е во право време и се поврзува со она што го отварав јас, дека Бог имаше увид зашто Лазар не го воскресна одма, туку беше после 2 дена, а тоа ни кажува дека Божиот увид е поглед што оди подалеку од нашиот поглед. И се сложувам со тоа што го кажа Иле, дека убаво е ако оние кои што се во брак, ако некој од мажот или жената има увид, нека му дозволи во доверба да го води тоа. Бидејќи, како што кажа Иле, секој еден е пророк за своето семејство. И така треба да биде, барем за нас, кои што се нарекуваме христијани и веруваме во Бог. Да си даваме почит еден кон друг и да си имаме доверба, што е многу битно. Ја верувам дека тие работи доаѓаат со добар разговор. Ние сме некогаш тешки на разговор и на комуникација, но клучот е дека треба да се разговара меѓусебно, да си има почит еден према друг и ако некој има увид, да го ставиме да биде така. Да не се противиме дека јас знам подобро или ти знаеш подобро, едноставно да се довериме на тоа што Бог го зборува во нас. Амин? Амин. Бидете благословени како што и сте убави, Бог ве сака. Се гледаме следната недела во исто време. Благослов.